Драги слушателки, добре дојдевте на аудиопрограмата Скапоцена и сакана, која е во организација на Жени со надеж. Моето име е Аида и преку ова програма заедно ќе поминеме време разговарајќи за нештата кои се однесуваат на нас жените. Ќе ги споделиме нашите радости и разочарувања, предизвици и победи. И најважно од се, во секоја епизода ќе се потсетиме на вредноста која ја имаме ние жените и колку сме скапоцени и сакани во Божите очи. Драга пријателке, дали предходно си ја слушнала изреката "Можеш да бидеш месечина, а сепак си љубоморна над звездите"? Тоа е вистина. Една жена може да има многу благослови, а сепак да се споредува со другите и во себе да си мисли: ако го добиам уште тоа нешто, ќе бидам задоволна. Кога само би можела да најдам сопруг, кога само би можела да имам свое бебе. Моето тело не е толку убаво како нејзиното. Не е фер. Јас требаше да го добиам унапредувањето, а не таа. И слично. Нашите умови секојдневно се полнат со илјадници желби кои се поттикнати од книгите, филмовите, телевизијата, социјалните мрежи, списанијата и така натаму. И ако не бидеме внимателни, многу брзо ќе се обесхрабриме, бидејќи ќе почнеме да се споредуваме со другите. И тоа ќе го води кон незадоволство и љубомора. Правејќи го тоа, ние ќе го пропуштиме животот кој Бог сака да ни го даде, зашто премногу ќе бидеме зафатени со животите на другите луѓе. Еден сончев ден во паркот си играа деца кои беа многу среќни. Некој од постарите деца им рекоа на мајките: "Може ли да си играме надвор од игралиштето?" Но што мајките одговорија: "Не, бидејќи не е безбедно за помалите деца да си играат таму, а тие сакаат да си играат со вас." Наместо да уживаат во игрите во самото игралиште, постарите деца се приближија до оградата и копнеа да излезат надвор. За жал, тие пропуштија многу убава забава и интересни активности, само зашто беа зафатени гледајќи надалеку и посакувајќи го тоа што во моментот не можеа да го имат. Предпостави дека во денешната епизода на Скапоцена и сакана ќе размислуваме за темата која ни е многу блиска нам жените, а тоа е споредувањето и љубомората. Ајде да почнеме со тоа што ќе го слушнеме, искуството на една жена во врска со овие појави и како истите влијаат врз нејзиниот живот. Наутро премногу чувствувам, а навечер мислам. Моето срце почнува да тоне, а со него и мојот живот. Во главата имам разни слики и бунило кои не можам да го опишам. Љубомората ме уништува. Копнеам за тоа што не е мое. Во мене има и одреден гнев, поради кој ми е тешко во градите. Ги затворам своите очи и си мислам каде да одам, каде да се сокријам. Поради љубомората мислам дека не сум доволно добра. Таа си игра игри со мојот ум и не ме остава на мира. Зарем нема животот да е полесен без љубомората? Да бидам задоволна со тоа што го имам, зарем нема тогаш да сум посреќна? Она низ кое минува ова жена е навистина тажно, но нејзините зборови треба да не отрезнат во однос на тоа што можат да ни направат споредувањето и љубомората. Може би мислиме дека љубомората не ни штети ниту нам, ниту на другите, но сакам да те охрабрам, да размислуваш на поинаков начин. Љубомората е крадец. Крадец, да, крадец. Таа влегува во твојот живот многу тивко, без да го почувствуваш тоа или да го знаеш, и со тек на време пушта големи корења и прераснува во завист насочена кон другите. Библијата е Божјиот збор, кој ни е даден од Господ, и во него тој ни кажува како очекува од нас да го живееме животот. Во Стариот Завет има една книга изреки, а во неа
Во глава 14 стих 30 пишува: кроткото срце е живот за телото и зависта е гнилеж за коските. Овој крадец ги краде твојот мир, радост, задоволство, насмевка, смеа, сон, здравје, среќа, благослови. Поради него се чувствуваш недоволна, незадоволна, болна, огорчена, лута и слично. Да, тоа е она кој љубомората го прави во тебе. Без да знаеме, губиме голем дел од нашето време и енергија, размислувајќи на нештата кои моментално ги немаме, но и со тоа ја губиме приликата да уживаме во тоа што го имаме во сегашноста и да бидеме благословени на Бог за благословите кои веќе ни се дадени. Во денешната епизода на Скапоцена и сакана се надеваме дека ако се бориш со овие нешта, ќе најдеш слобода и исцеление од Бог. И посакувам добре дојде на Сара во нашата програма Скапоцена и сакана. Таа е професионален христијански советник и психолог, а денес со неја ќе размислуваме за тоа како да најдеме исцеление од љубомората која не уништува физички, емотивно и духовно. Сара, моето прво прашање за тебе е: зошто луѓето, особено ние жените, често стануваме љубоморни? Прво, ајде да ја дефинираме љубомората. Љубомората е болно чувство на недоволност поради кое гледаме кон другите со тага и гнев. Постојано споредувајќи се себе си со другите луѓе или пак ги споредуваме своите благослови со нивните. При тоа доаѓаме до заклучок дека животот или Бог не е фер кон нас. Постојат многу причини поради кои сме им љубоморни на другите. Несигурност, ниска самодоверба, недостаток на доверба, незадоволство со себе си, премногу време поминато на социјалните мрежи, несвесност за благословите кои ни се дадени, за талентите и вештините кои ги имаме, копнеш по повисок статус и повеќе внимание, неблагодарност, алчност и слично. Кога се споредуваме со другите, најчесто сме незадоволни од тоа што го имаме, било да станува збор за убавина, кариера, брак, деца, семејство, пари, имот, меѓусебни односи, образование, вештини и други нешта. Негативните мисли и лагите во кои веруваме почнуваат да не убедуваат дека благословите се неправедно расподелени и затоа се чувствуваме незадоволни и помалку благодарни за тоа што го имаме. Како резултат на тоа почнуваме да се само сожалуваме, да ја доведуваме во прашање нашата вредност, да се гневиме, а некогаш добиваме и желба од оние кои имаат повеќе од нас да страдат. Како што слушнавме пред малку, љубомората е опасна за умот, срцето, па дури и за телото, кои се некои од нејзините штетни ефекти. Љубомората не е само чувство, таа е грев. Всушност, таа е забранета во 10-та Божја заповед. Во Стариот Завет, во книгата Излез, Бог му ги даде 10 заповеди на пророкот Мојсей. Во Излез глава 20, стихови од 1 до 17, се запишани сите заповеди. Конкретно во 17 стих пишува: не пожелувај го домот на ближниот свој, не пожелувај ја жената на ближниот свој, ни слугата негова, ни слугинката негова, ни волот негов, ни магарето негово, ниту нешто друго, што му припаѓа на ближниот твој. Зборот љубомора и посакување се синоними, бидејќи и двата збора опишуваат чувство за завист кон некој, бидејќи таа личност има одреден успех или животен стил кој ние сакаме да го имаме. Така што важно е да разбереме дека љубомората е грев, исто како и лажењето, крадењето, убивањето и така натаму. Живењето во грев ќе има уништувачки последици врз нашата духовна благосостојба, бидејќи не оддалечува од Бог.
и како резултат на тоа нашето општење со него е нарушено. Во книгата на пророкот Исаија, глава 59, стих 2 пишува: но беззаконијата ваши ве разделија од вашиот Бог, и гревовите ваши прават да го сокрива лицето свое од вас, за да не слуша. Тоа значи дека се лишиме себе си од радост, мир и блиско општење со Бог, а со тоа се лишиме себе си од вечниот живот. Поради овој грев ние страдаме не само емотивно, туку и физички. Љубомората и огорченоста водат кон нарушување меѓусебни односи до другите луѓе, изолираност, депресија и негативно размислување. Ваквиот начин на живот води исто така и кон стрес и анксиозност. Сите овие негативни чувства штетно ќе му влијаат и на нашето физичко здравје, а може да резултираат со лоша исхрана и нарушен сон. Тоа значи дека и нашето тело ќе почувствува негативните ефекти на овој грев. А кога телото е слабо, тоа е повеќе подложено на диабет, чирови и лош крвен притисок и срцеви проблеми. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Пред песната Сара ги споделуваше уништувачките ефекти на љубомората врз нашите животи. Но сега е време да размислуваме за надежта, исцелението и обновата. Се согласувам со тебе, Аида. Убавината во чекорењето со Господ е во тоа што нема проблем кој тој не може да го реши и нема грев кој не може да го прости. Без разлика кои се нашите борби, Бог е исцелител. За да се ослободиме од љубомората, мора прво да прифатиме реалноста дека се бориме со неа и дека истата ни штети само нам. Проблемот со споредувањето е во тоа што ние не знаеме низ какви борби минуваат оние со кои се споредуваме и на кои им љубомориме. Ние го гледаме нивниот надворешен успех, но не сме свесни со какви внатрешни борби и несигурности имаат тие луѓе, затоа не треба да го посакуваме нивниот живот. Првиот чекор кон слободата од љубомората е да се помириш со Бог, твојот Создател, да се покаиш за твоите гревови, особено за љубомората и неблагодарноста во твоето срце. Побарај од Него прошка за тоа што не си била благодарна за благословите кои ти ги дал. Дозволи му да го промени твоето срце, а со тоа и твојата перспектива кон животот. Кога Бог ќе влезе во твојот живот, тој ќе ти даде нови очи, за поинаку да ги гледаш нештата. Откако твоето срце ќе се промени, има уште неколку навики кои можеш и треба да ги практикуваш. Прво почни редовно да практикуваш благодарност. Читај го Божиот збор, особено книгата Псалми, која се наоѓа во Стариот Завет, и присвои си ги псалмите како своји лични молитви. Размислувај за благословите кои ти се дадени во животот и за моментите кога Бог ти помогнал. Благодари му неколку пати во денот, дури и за нешта кои често ги земаш здраво за готово. Те охрабрувам секојдневно да запишуваш барем по неколку нешта за кои си благодарна, макар и да станува збор за едноставни нешта.
На тој начин ќе научиш да ја гледаш чашата како полуполна, а не како полупразна. Второ, цени ја твојата уникатност. Во светот има само една личност како тебе и тоа е така бидејќи Бог те создал на уникатен начин. Некои луѓе имат сини очи, други кафеави, некои имат едни вештини, а други имат поинакви вештини. Но таква каква што си, ти си уникатна и создадена со одредена цел. Ти си Божјото ремек дело и затоа сакам да те охрабрам да го прифатиш тоа и да уживаш во животот имајќи ја таа мисла на ум. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Трето, избегнува активности и луѓе кои те поттикнуваат да се споредуваш со другите. Намали го времето поминато со луѓе кои постојано зборуваат негативно и оговарат. Мој совет ти е да почнеш со тоа што ќе ги избришиш или ќе престанеш да ги следиш на социјалните мрежи оние профили кои ти се камен за сопнување во однос на ова прашање. Патем не заборавај дека луѓето најчесто ги објавуваат само светлите точки од своите животи на социјалните мрежи. Никогаш не знаеш кои се нивните тајни борби во срцето. Четврто, обиди се да размислуваш за твојата моментална состојба и да видиш кои се нештата кои можеш и треба да ги промениш. Постави си цели за иднината, но тие цели нека се насочат кон нешто кое тебе те прави среќна, а не да зависат од однесувањето на другите луѓе. Почни да работиш на себе. И за крај, никогаш не заборавај дека тоа што е твое ти е дадено од Бог и затоа не треба да бидеш љубоморна на другите. Верувај му на Бог, бидејќи тој има добри планови за твојот живот и многу добро знае што ти треба. Тој никогаш нема да ти даде нешто што не е за твое добро. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Сакам да ви кажам за Лија и Рахел. Тие беа сестри кои постојано се споредуваја една со друга и си љубомореа,
Нивната приказна е стара околу 3000 години, а сепак имаме што да научиме од неа. Те охрабрувам да ја прочиташ целата нивна приказна во книга Создавање, првата книга од Библијата, глава 29 и 30. Лија и Рахела се омажија со еден ист човек, Јаков, но Јаков ја сакаше Рахела повеќе од Лија. И таа беше негов прв избор. Сушност, тој воопшто не сакаше да ја земе Лија за сопруга. Единствената причина зашто тоа се случи е бидејќи нејзиниот татко Лаван го измами Јаков и му ја подмете на Лија за сопруга. Таа не беше многу убава, но сепак му роди деца на Јаков, за разлика од нејзината сестра Рахела, која беше многу убава, но сепак не можеше да раѓа деца. Но на Рахела не беше доволна љубовта на Јаков, таа сакаше да има и своји деца и затоа почна да ја љубомори на својата постара сестра. Како резултат на сето тоа, двете сестри почнаа да се споредуваат една со друга и во се што правеа изгледаше како да се надпреваруваат една со друга. Како резултат на ова состојба, ситуацијата во семејството беше многу лоша, а и тие ја пропуштија шансата да бидат блиски сестри кои се сакаат и почитуваат. Драга пријателки, дали сакаш да се идентификуваш со проблемот на Лија и Рахила? Може би ти чувствуваш љубомора и притисок да се надпреваруваш со некоја жена која ти е блиска пријателка или пак со твојата сестра, но може бива и други жени кои се споредуваат себе си со тебе. Можеш да бидеш сигурна дека тие не се среќни личности. Може би тие се бесплодни во некоја област во која ти даваш многу плод и ти оди доста добро. Приказната за Лија и Рахила е приказна за комплицираниот меѓусебен однос на две жени кои имаат проблем со споредувањето, љубомората и несигурноста. Секоја од нив мислеше дека мора да ги има благословите на другата, а не беа во право за тоа. Ако моментално се наоѓаш во некој таков меѓусебен однос, сакам да знаеш дека и ти, а и другата личност ќе бидете многу мизерни. Ако сакаш да се спротивставиш на ова борба, почни да практикуваш благослови кон Бог. Научи да бидеш задоволна со тоа што ти е дадено, наместо да копнеш по тоа што го немаш. Никогаш сакаме да ги пополниме празните со тоа што светот ни го нуди, надевајќи се дека ќе најдеме среќа за нашите несреќни животи. Но световните задоволства се привремени и по нив не вреди да се трча. Нештата од овој свет ја пополнуваат празнината која ја имаме во себе. Не треба да бараме исполнување задоволствата кои не ни го дават. Никогаш нема да бидеме целосно задоволни, додека не дојдеме кај Исус Христос.
Господи, Ти си мој пастир и ништо нема да ми недостасува, но некогаш сум незадоволна во животот и заборавам дека си ми дал многу благослови. Помогни ми да бидам задоволна со тоа што си ми го дал и да не се споредувам со другите и тоа што тие го имат. Те молам да дојдеш во моето срце и да ме промениш, да најдам мир и радост во Тебе, а не да ги барам овие нешта во светот. Заштити ме од зависта, чувај го моето срце, од грижи и дај да не мислам на нештата кои ги немам. Наместо тоа, помогни ми да бидам благодарна за се што си ми дал. Помогни ми да се радвам во секоја околност, најки Ти си ветил дека никогаш нема да ме оставиш или напуштиш. Се молам во Твоето прекрасно име. Амин. Драга пријателке, тука ќе завршиме денешната програма. Се молам Бог да те охрабри од тоа што го слушна денес и да му дозволиш да влезе во твојот живот и тој да те раководи. Сите ние сме грешни и заслужуваме смрт, но Исус умре на крстот за нас, за да ја плати цената на нашиот грев. Те охрабрувам да ја прифатиш неговата љубов и неговото дело. Тој ќе ти го промени животот. До следната наша епизода, не заборавај дека во очите на Господ Бог ти си скапоцена и сакана. Ако имаш какви било прашања или сакаш да ја споделиш твојата приказна со нас, или имаш потреба од молитва, биди слободна да не Контактираш на адресата Жени со надеж.